Жители на населбата Серава во Чаир и за денеска најавија протест во текот на сообраќајниот шпиц. Негодуваат што 3 дена се без струја. Обвинуваат дека дефект намерно не се санира од страна на Евана. Евана пак со спротивно тврдење дека дефектот е резултат на неконтролирани кражби на струја. Сања Трајковска е на популарно наречената Пластичарска улица во Скопје. Сања, да чуеме прво дали почна протестот, каква е ситуацијата и дали е во најава нов сообраќаен хаос во главниот град. Да, Борче, во најава е најновиот сообраќаен хаос во градот. Булеварот Никола Карев, познат како Пластичарска улица, веќе е блокиран. Протестот започна точно во 15 часот и граѓаните кои тука се собираат веќе втор ден велат дека нема да отстапат од нивните барања и дека секој ден од 15 до 18 часот ќе ја блокираат Пластичарската улица, односно булеварот Никола Карев. Јас поразговарав со дел од граѓаните што се собираат, сите што се тука тврдат дека на време си ги подмируваат долговите и спомена и ти во најавата обвинуваат дека намерно не им се санира дефект, односно не ја знаат точно причината поради која без електрична енергија останале 60 часови. Тие велат дека имало дел од екипа на Евана попладнево што дошла во Серава, меѓутоа не нашле компромис, односно точно делување на екипите на терен. Од Евана спомена и ти велат дека долго време има злоупотреба на мрежата, односно голем број на диви приклучилци носат до дефект, односно до избивање на трафостаниците. Тука предлагам да слушнеме изјавата од граѓанин тука од Серава. Јас сум праведен, мора да ја кажам вистината. Моментално Серава е без струја надвор. Да, точно е. Дојдоа луѓето со екипа да ги стават саатите надвор и направивме договор. Евана, направи ги саатите надвор, ама не да ми дојде мене струјата 30.000 денари, пошто има случаеви многу 30.000 денари плаќа струја. У Швајцарија е 100 евра. У Швајцарија е 100 евра. У Швајцарија 6.000 франци е платата. Плата 100 евра. Разбираш? А у Серава, у Македонија, 400 евра е минимална плата, 300 евра е струјата. Како да ја платам? Сите плаќаат. Сите плаќаат струја. Дигитални. Кој не плаќа, нека исклучи, ама не дуќани платиме сите, а да го исклучат. Така, граѓаните тука велат дека си ги подмируваат сметките, сепак не можат да тврдат за сите поединечно и велат дека писмено се обратиле преку представка до компанијата и бараат образложение зошто ова, како што велат тие, им се прави намерно. Од Евана со став до Канал 5 објаснија дека имаат проблеми кога излегуваат на терен, велат дека се попречени да се ја завршат работата, велат дека тука треба целосна реконструкција на мрежата со цел да нема повеќе дефекти. Само така може да се решат овие оптоварувања кои се последица, како што тврдат од Евана, на нелегалните приклучоци и тука предлагам да го слушнеме и ставот од нив. Дефектот во населбата Серава настана на 21.12. недела како резултат на долготрајните неконтролирани кражби на електрична енергија од страна на жителите. Веќе подолг период, жителите на улиците Исмел Кадаре и Кумбара го спречуваат проектот за реконструкција на мрежата и дислокација на броилата. На екипите на компанијата постојано им се упатуваат вербални закани, со што во целост им се оневозможува функционирањето. Во овој регион загубите надминуваат 70%, а наплатата изнесува 60%. Се додека екипите немаат пристап за реализација на проектот за реконструкција на нисконапонската мрежа, ќе биде невозможно да се санираат дефектите. Така, ова е ставот од Евана, од каде што велат дека 70% од нивните проценки се нелегални приклучоци. Ќе напоменам само дека од раскрсницата кај Американската амбасада долж булеварот Никола Карев не можат во моментот да се движат возилата. Ваква слична слика имаше и во текот на вчерашниот ден кога се одржа првиот протест на овие граѓани кои можам да заклучам дека
протестираат мирно, ни вчера немаше пријавени инциденти од страна на Министерството за внатрешни работи. Ќе потенцирам дека и овој протест не е пријавен во МВР, информира од таму за Канал 5 за сега, од тука тоа сите детали со нови или доколку има нови промени, ќе се јавиме или ќе известуваме во следниот информативен блок. Да потсетам граѓаните кои денеска треба да се движат долж, односно планот им е дома да стигнат долж булеварот Никола Карев, да го сменат планот и да се упатат во други правци, бидејќи полициски службеници уште горе на крстовницата кај Американската амбасада ги преносачуваат возилата. Студио. Ти благодарам. Сања Драговска Ставров во живо од Скопска пластичарска и блокадите на овој дел од Скопје.